Нови два тендери, тешки преку 140 милиони евра, подготвува власта во заминување во рек Битола. Обелодени денеска лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски, при тоа нарекувајќи ја новата потенцијална сделка епски криминал на ДУИ и СДСМ. Сега на бегање, ќе распишат тендер за набавка и увоз на јаглен од 6 милиарди денари, што е еднакво на 100 милиони евра, и ќе го доделат тендерот за ископ на јаглен и јеловина на омилената фирма, на еден конзул на источна земја, пошто се нели овие европски фронт, ама не им смета кога ќе доделуваат вакви јавни набавки на конзули кои што се на источни земји, кои што имаат санкции од Европската унија, во вредност од повеќе од 40 милиони евра или близу со ДДВ околу 50 милиони евра. За неколку месеци од денеска, јас лично ќе се занимавам со овие две јавни набавки и секој оној што ќе се осмели да стави подпис на нив, ќе биде изведен пред лицето на правдата и ќе си одговара, потенцираше Мицкоски, додавајќи дека тој повеќе нема да дозволи сиромашниот македонски народ и понатаму да биде ограбуван од овие, како што ги нарече, политички криминалци во заминување. Апелирам и ги предупредувам раководните лица на АДСМ, поранешно ЕЛЕМ, и раководните лица на рек Битола, и сите оние кои што ќе стават подпис новија јавни набавки, дека ќе одговараат за соучество, да не дозволите малкумина кои што ги полнат торбите со милиони народни пари и се подготвуваат за бегање после 8 мај, да ве стават вас и вашите семејства во проблем. Ова не е закана, ова е предупредување. Инаку, Мицкоски денеска присуствуваше на одбележувањето на Свети Трифун во Неготино и Кавадарци, каде оствари и средби со граѓаните од Тиквешијата.